Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow. Втор по големина од 7 големи јонски острови е островот Крв. Еден од најубавите грчки острови. Крв лежи во Јонското море, кое е дел од Средоземното море, а северно островот излегува на Јадранот. Таквата местоположба го прави островот најсеверен значаен остров во Грција. Крв е остров во издолжен облик. Брегот е гапав и прави бројни мали заливи, полуострови, веспучи, а посебно значајно бројни мали и чисти плажи. Климата на островот е средоземна и се карактеризира со топли лета, а зимата се благи со ретки температури под 10 степени. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow. Големата влажност и многуте врнежи допринеле за островот да има своја непроценлива бујна вегетација. Многу ендемични животни, растенија, морски плодови, кои само овде може да ги најдете. Преубави планини и височини, каде се воздигнува чувството како да лебдите во облаци, кога под вас се наоѓа огромна површина на вода. На многумина Крв е омилена дестинација. Островот поседува многу хотели и места за кампување. Крв е остров на бескрајни природни убавини, замоци, прекрасни плажи, гребени, остров на песната и музиката, уметничката инспирација. Едноставно кажано, островот е еден од малкуте така наречени рајови на земјата, каде буквално има место за секаков тип на луѓе. Места кои се наменети за фамилиарно одмарање, во домашна семејна атмосфера, па дури до места каде лудиот ноќен живот царува до утринските часови, со многу ноќни клубови и се што сакаат младите. За главен град на островот се смета градот Керкира. Поради својата убавина и старост, многу очекувано градот е ставен на списокот на светско културно наследство на УНЕСКО. На островот Крв се одржуваат многубројни манифестации од секаков вид. Овде може да зборуваме вака за островот многу време. И никогаш нема да биде доволно да се опишат сите тајни и убавини кои ги крие токму островот Крв. Затоа, туристичката агенција Црво Експрес за вас накратко ќе ја презентира една од најпосетуваните манифестации која е со премногу долга традиција – Христовото Воскресение. На Велики петок, од раните попладневни часови, па речиси целиот ден, бендовите од трите здруженија Филхармонија ја придружуваат церемонијата со изнесувањето на епитафите од црквата Свети Ѓорги, како и од другите цркви во градот, пратени од хорска музика, плех оркестри и групи од девојчиња со корпи цвеќе,
символ на островот Крв. Дел од манифестацијата која ги воодушевува посетителите. Илјадници луѓе насобрани по улиците и стотици музичари со своите оркестри поминуваат низ толпата со луѓе со прекрасните звуци на плех оркестрите. Сето ова трае до 21 часот, кога излегува и последниот епитаф, пратен од звуците на големиот хор на митрополијата. Овој чин го означува оплакувањето на Христос. Уживајте во прекрасната музика. Пред пладнето на Велика сабота започнува процесијата, големата поворка со житија на епитафот на патронот и заштитник на островот Крв, Свети Спиридон. Овој обичај, според некои записи, датира уште од 19 век. Поворката се движи во ритам на тажен мелос, на композициите од познатите италијански композитори, за на крајот да заврши со посмртниот марш на Бетовен. Низата на случувањата е проследена со прославата на рано воскресение. Балконите во стариот дел на градот се украсени со светло-црвена крпа, откаде се фрлаат големи глинени садови, уште наречени и ботидес, полни со вода. Овој обичај е донесен во исчекување на воскресението на Исус, што се слави истата таа ноќ. Откако глинените садови ќе бидат фрлени, секој од присутните си зема по едно парче од искршените садови, за берекет и здравие преку целата година. Околу 21 часот на големиот плоштад во Крв, кој исто така е најголем во цела Грција, се очекува величенствениот чин Христовото воскресение. Во тие моменти градот е осветлен од илјадници луѓе со свеќи во раците, а небото го краси импозантен огновен, а сето тоа ги полни очите и срцата на луѓето. Утредента е прв ден Великден, ден на радост. По улиците е живо и весело.
се јаде и пие, и она неизбежното, традиционалното, се кршат јајца. Ве оставаме да уживате во прекрасната гледка и музика и ви препорачуваме да одвоите време и средства и да го посетите островот Крв за Великден и да доживеете нешто несекојдневно. А исто така, островот Крв ви гарантира за вас постарите опуштен и релаксиран годишен одмор, а додека на младите незаборавно поминато лето со многу журки во ноќните клубови. Уживајте!